Драги мои, повторно во живо студиото на Јаде Бурек, Сител 3 телевизија. Гостинот е тука, да му посакам добро вечер на министерот за информатичко општество Иво Јовановски. Благодарам, Јанко, добро вечер сите гледачи. Добро дојдовте. Насмеам ве, дочекувам. Прошлиот пат онака многу бев нервозен спрема вас. Не се извинувам заради тоа, затоа што моите очекувања не беа задоволени. Имено, скоро 10 години водам некоја Дон Кихотовска битка, онаку колку е мојата черга, ја не можам да работам на нешто повеќе, во организирање на петиции, притискање, организирање во врска за воведување на PayPal. Конечно, и тој ден дојде PayPal. Ајде малку за предисторијата, вам ќе ви ги дам ловориките, вие соберете ги. Заслужено. Да, благодарам, Јанко. Значи, од денеска граѓаните може да се регистрираат на PayPal под Македонија, да отворат своја сметка преку Visa, Електрон или друга картичка која што има одобрено на PayPal, ќе може да регистрираат и да отворат свој новчаник. Да префрлат средства и после тоа да купуваат или да префрлуваат средства од едно лице на друго лице. За историјата, јас уште 2007 година, уште кога бев именуван како министер без ресор, заложен за информатичко општество, стапив во преговори со PayPal на највисоко ниво. Морам да кажам дека Мајк Зафировски ни помогна тоа со извршниот директор на eBay, Џон Донихју, да контактираме и веднаш после тоа тие најавија дека 2008 веќе ќе прошират нивната база на корисници и со тоа да влезе Македонија. Но фати економската криза, PayPal ги блокира сите инвестиции во нивниот систем и не проширува се до септември 2013 година. Во целиот тој период ние бевме активно во преговори, изменевме сите закони кои што беа побарани од нивна страна, за да може да се регистрираат, да влезе во Македонија. Што бараа закони? Има посебни барања во однос каде треба да биде регистрирана како компанија која што нуди вакви услуги. Они треба да бидат регистрирани во Македонија? Не, нашиот закон имаше посебни барања дека таа фирма која што ќе нуди вакви услуги мора да биде во најмалку 10 земји и да има центар во Европска унија или во Соединените Американски држави, а тие беа регистрирани во Сингапур, ако не грешам. Во тој момент можеби сега стае уште се. Но ние го изменивме законот, тоа ги задоволија нивните барања и активно преговаравме да влезем во првиот круг. Минатиот септември 2013 година не информира дека нема ние да бидеме во тие 3 земји, значи се одлучија само за 3 земји после 5 години не проширува нивниот систем, беше Србија вклучена во тие 3 земји да пилотираат. Ние не влеговме, но ние обеќа дека ќе бидеме во наредниот круг. Наредниот круг е денеска, 17 јуни, односно вчера, 17 јуни, денес 18, кој што информира дека Македонија со други 9 земји влегува во базата на PayPal и со тоа нашите граѓани ќе може да ја користат услугите. Уште еднаш да повторам и на претходната емисија дискутиравме дека јас лично се ангажирав од самиот почеток нашите граѓани и да можат да продаваат на PayPal, не само да купуваат, бидејќи во наш голем интерес како мала држава да можат нашите производи да се пласираат преку PayPal, да бидеме и ние дел од големиот колач на електронска трговија. За почеток сите овие 10 земји кои што ги спомнав само ќе можат да ги имат истите услуги како и нашите граѓани. Ние продолжуваме да преговараме со PayPal, да може да се продаваат македонски услуги и да можат граѓаните да купуваат преку PayPal во нашиот пазар, во домашниот. Бидејќи сега може со PayPal и да се отвори сметка да купувате само од електронска продавница која што PayPal одобрува. А такви во Македонија немаме. Значи ќе биде потребен период, се надевам дел од тие продавници за брзо време ќе можат да ја поминат тест фаза на PayPal, за да го проверат безбедносниот систем кој што стои позади таа продавница, колку е сериозна фирмата и да можеме после тоа и да купуваме и во Република Македонија со користење на PayPal. Дали веќе има такви продавници кои се во тој тест период во Македонија? Немам такви информации, мислам дека тоа доправа ќе следи. Доправа ќе следи. Јас лично испратив и писмо, бидејќи писмо до PayPal. До PayPal да помогнеме колку што можеме ние како влада да гарантираме за некои продавници, веродостојност на тие продавници со нашите институции, со Министерството за финансии, Народна банка, другите банки, за да може побрзо PayPal да им дозволи на тие продавници да го користат PayPal системот.
Дали е вообичаено државата, министри на толку високо ниво да преговараат со PayPal? Од информациите што ги имав постојано од PayPal е дека не, ние сме ние од ретките. Во ред ли е тоа така? Сметате ли дека е добро? Дали е тоа личен ваш афинитет или е тоа во корист на државата? Па ние работиме за граѓаните и за државата. Мислам дека ќе биде само во корист доколку се дискутира на највисоко ниво, веднаш од прва рака да се пренесат информациите и со тоа докажуваме на другата страна дека сме сериозни. Кога еден министер постојано одговара на мејлови и се поврзува на конференциски разговори, кои што не стално беа со извршниот директор на PayPal или на eBay, често беа со одговорниот од Брисел, кој што покриваше Република Македонија и имавме чести разговори, електронска пошта, дури и SMS пораки, за да ги подсетувам дека ние сме тука и очекуваме на PayPal да опрошири тој систем. И на 27 мај го имавме последниот разговор со кој што ни потврдија дека Македонија PayPal ќе овозможи услугата за Македонија на 17 јуни. Во разговорите направивме еден джентлменски договор ние да не информираме. Јас тоа им обеќав дека нема да информира пред време и информира тие на 16 јуни. Неколку пати најави имаше неколку пати најави дека еве влегуваме годинава, дали тоа беше негдека 2012, па претходно 2010, па се изјалови сето тоа и нели, а критиките обично идеа на ваша сметка. Да, и тоа и со писмо им го побарав и во 2012 или 2013 и тоа писмо го доставија дека влегуваме во 2013 година. Тоа писмо го имаме објавено на нашата веб страница на mia.gov.mk. Па сепак се премислија. Но сепак одлуката беше нивна. Добро, они се приватна компанија. Они не се должни на нас како држава, на вас како влада, ништо не се должни да ви објаснуваат зошто и како. Но имаше ли некој објаснување? Зошто сега? Што се измени? Што се случи? Еве, ако сме биле спремни за проширување уште за влез во системот на PayPal уште 2007. Рековте дека економската криза ги стопираше сите нивни инвестиции во системот. Добро, што се измени во меѓувреме? Во меѓувреме мислам дека со нашата политика која што воведуваме за отворени електронски продавници и самата статистика од Народна банка покажува дека 2011 имавме голем број на трансакции преку електронски картички на интернет. И тие изнесува во 2012 година бе 84.000 трансакции, за кои што се однесува за 79 милиони денари. Кога ги изборите овие трансакции, дали се тоа од купувачи кон домаш? Да, картичка. Користење картичка за надвор. Интернет, да, според статистика на Народна банка. Додека 2013 година имаше 190.000 такви трансакции во вкупна сума од 155 милиони денари. Ај уште еднаш бројките ве молам повторете ги. Значи 2012 84.000 трансакции со вкупна сума од 79 милиони денари. 79 милиони денари, колку е тоа у наши пари у евра, кажем? Околу 1 милион и 300 како. Така, добро. Додека 2013 имавме 190 трансакции, значи двојно поголем број трансакции, така, и сума од 155 милиони денари. Повторно двојно. И веќе кога идеме 2014 значи, година, вам ви станува јасно дека вака или онака купувачите се престројуваат на онлайн купување. Да, секако. Тоа е иднината и мислам дека ние тука застануваме многу од другите земји и се надеваме дека и граѓаните сами кои што го бара PayPal ова ќе помогне за електронска трговија. Но, мора да кажам, за нас е многу значено да можеме да продаваме. Ќе дојдеме на таа тема малце пошироко. Сакавте за 2014 да ми кажете некоја статистика? 2014 имаме 180 милиони денари само за првиот квартал и 162.000 трансакции. Само значи, првиот квартал. До крајов на годинава ќе се утрои 2013. Па може и повеќе, се зависи од PayPal. Голем дел од тие се преку Alibaba, AliExpress. Alibaba, DX.com, кои ја исто ги промовирав и така натаму, сето тоа. Со кого ќе можеме да разговараме проблемите кои ги имаат луѓето после со шпедиција, со царина и така натаму и така натаму. Да, не иде тоа баш смут. Ја имав едно многу интересно искуство, деноје, купив продукт кој го носам сега,
ортопедски чевли, купив, да, за некои си 50 фунти, и знаев дека треба да платам царина, и би ги пратија. И сега немало декларација, немало инвојс, ова фактура. Фактура, да. Па се направи една таква фрка и мене јако што сум исчукан, свртев директно на директорот на царина. Па се дигне голема фрка и кај царината, и кај УПС, и така натаму, едни со други се обвинува, но дојдов до еден заклучок, не е битно, јас си платив и царина и све конечно ги земав. И така натаму, но беше смешно. Мене дури хистерија ми фати, викам, одземете ми ја робата и ќе си платам царински прекршок 300 евра, бидејќи немам. Но дали е ова начинот на кој ние работиме? Дали ние, како држава, сме подготвени за онлайн? Вие давате фасцинантни бројки, ја прв пат ги слушам дека онлайн купувањето во Македонија е толку зголемано и предпоставам дека најголем дел иде преку Амазон, Алибаба и така натаму. Така? Сега, со какви проблеми се соочуваме ние? Дали нашата царина, дали нашите шпедитери се подготвени, дали ние можеме да примиме сето ова со толкаво? Бидејќи ме прашуваат, ми вика, побарај фактура. Од кого да барам фактура? Од Амазон. Дали сте нормални non-reply тоа? Викам. Дали имате представа? Но на мејл добивте фактура сигурно. Ја добив на мејл. Царината не прифаќала. Се јавуваше царината вика, господин Илковски, нема проблем. Ја му викам на UPS и му викам, па еве нема проблем, викаат од царина. Вика тоа, викаат за тебе, ти си Јанко. Сега, знаеш, мал се ставив, викам, дали мене ми прават услуга, а им верувам на овие од царина, вика, нема проблем, бидејќи имаат они дискреционо право на крајот на криштата и да имам фактура, да ми рече, не ти верувам дека е ова таа сума, ќе ти го царина по друга сума. Да. И 5-6 дена траеше циркусот, онака сум ги дигнал сите на нозе, не сакајќи ни, ама веќе беше принципиелно, затоа што се подготвува за ова интервју и сакав да дознам на што можеме да начекаме и да наидеме. Може би, нели, во едно интервју некој од царина би поканил околу овие работи да се расчистат нивото. Ние го спуштивме сега во царинската основица влегува и транспортните трошоци. Не е само колку 35-40 евра е. До 25 евра се слободен од ДДВ. А до 45 евра сте од царина. Од царина. Ама тука влегува и сумата на транспортните трошоци. Да, влегува, точно, вкупната сума. Тоа е малце нонсенс. Но битно е што граѓани треба знаат дека не мора стално да користат шпедитерска услуга. Ти може да се јават и на царина 197, или да се јават во управата во Скопје, или да се јават во некој пограничните, и не мора да ги плаќаат тие шпедитерски услуги. Тука е забуната која што стално настанува и после се јавува дека ми побара и тоа го научив. И тоа го научи. Следниот пат. Значи секој граѓан може сам тоа да се го направи. И да ги заштити тие 30 евра, 50 евра, 120 евра, се разбира во зависност од колку услугата на УПС. Така, во интерес му е на шпедитерот, нели, да ти ги заврши работите, да ти олесни, но и ќе ти наплати лежарина и своји услуги, па кој како. И шпедитерот никогаш не ви кажува дека на царина може сами да си направите услуги. Тие ви кажуваат, сакате јас да ви ги направам или сакате преку цари ги направите. Ако направиме, ако јас ќе ме кошта толку и толку, и вие да направете. Мислејќи дека на царина ќе биде многу долга процедурата. Но мислам дека царината е многу поефикасна од било кога што било. Се уште има простор за напредок. Секој граѓан може да сврти на 197 и таа услуга бесплатно се направи и се заврши преку царина. Што значи? Дека следниот пат ако еве ќе нарачам сега нешто за нов тест. И може да тестираме. Значи, ќе земам нешто 41 евро, ќе го донесам и да се јавам на телефонот 197 и што да им кажем? Да ви помогнат како можете сами да го везете. И ја тоа што го прави шпедитерот за вас. Ама ќе земам од некој од сервисиве кои обично не праќаат, некој праќа фактури, некој не праќа, ќе гледам нешто еве слично пак кај што ќе документ, но ќе биде од сервис кој е официјален, да речеме Амазон. Еве, Amazon UK и да видиме како ќе иде процедурата. Добро, може. Зголемувањето на ваков обем ќе значи, сметате вие дека царината има и физички едноставно се спремни да ги примат сите овие огромен број на пратки? Имаат и опремени се и така натаму, така? Да, подготвени се.
Дали се подготвени за сите овакви недоразбирања, бидејќи се работи за, например, кога стигнува од Alibaba, кога стигнува од Amazon, кога ќе стигнуваат сега работи од eBay и така натаму, не секој ги има, бидејќи има тука некои правила, нели? Пратка мора да има фактура, ако нема фактура, но не секој од тие сервиси праќа фактура за некои си поситни работи и така натаму. Например, не знам, некој ќе купи 2 лонплейки, сигурно фактура нема да му стават во пакетот. Еве сега ми стигна Dark Side of the Moon, нема фактура, но мене ми стигнува на интернет. Да, на интернет. Дали царина ќе ми го признае тоа што ми стигнало мене тој инвојс на мејл? Ние мислам дека е добро време и малку повеќе да ги информираме граѓаните, тоа и царина треба да го направи, за како да овие процедури, Да. за да не бидат оптеретени со дополнителни финансиски терети, како што случува со шпитерите. На 197 мислам дека одговорно извршуваат задачата од царина, има повеќе кои што ја работат таа работа. До сега не сум слушнал поплака, бидејќи кај нас е и државната управна инспекција, односно беше, сега е под управниот сега е под инспекцијскиот совет, каде што доколку имаше поплаки, граѓаните кај нас се увој кажуваат дека имаме поплаки од тајата институција. До сега не се случило да имаме од Царинска управа. На самата веб страница на carinskauprava.gov.mk е многу добро објаснато, доколку еве вие кои што се добар познавач на компјутери и добро ги користите, ако имате проблеми, можат и такви предлози да дојдат до нас, како да ја подобриме самата веб страница на Царинска управа, за да биде поедноставно за корисниците. Но сепак одиме кон едно општество кое што електронската трговија несомнено во Република Македонија ќе расте. И тоа ќе расте многу брзо. Сега и со PayPal, со отворањето на нови електронски продавници, со зголемувањето на интернетот во домаќинствата, имаме сега веќе, како беше прв квартал од 2013 година, 65% од домаќинствата имат интернет. 66% од граѓани од 15 до 74 годишна возраст користат дневно интернет. Имаме 92% од предпријатија со вработени од 10 или повеќе имат интернет. И тој тренд ќе продолжи да расте, бидејќи сега се воведе и 4G. Веќе T-Home нуди 4G услуга, последна генерација на мобилна телефонија. One и VIP за скоро треба да го направат според нивниот договор. Ќе бидеме и ние дел од тој глобален свет на електронска трговија, кој што моментално е проценка дека изнесува 1,5 трилијарди американски долари или 1500 милијарди американски долари. Ние мора да бидеме чекор што поскоро дел во тој тренд. PayPal. Кој е директор? Го запознавте ли собственикот на PayPal? PayPal е дел од eBay. Џон Донихју е извршен директор на PayPal. Џон Донихју е главниот, така. PayPal е создаден како сервис за плаќањата на eBay, де факто, бидејќи на eBay можеш да купиш или да продаеш исклучиво само со PayPal ако имаш, така? Директно со картичка, колку што сум забележал, нема шанси, сум се обидел. И јас не сум сигурен дали можеш со картичка, со PayPal, да. Сигурно дека можеш. eBay во таква функција, колку е различен, например, по суштината, бидејќи таму луѓе поединци можат да продаваат items. За разлика од Amazon и Alibaba и DXCOM и така натаму, кои обединуваат производители, продавници, готов производ, нови производи и така натаму, на големо и на мало. Што мислите, колку е голема разликата и во иднина eBay ќе биде актуелен ете токму заради ова што поединец може да се најде како продавач на одредена стока или овие сервиси ќе доминираат во иднина? Што мислите, господин Ивановски? Баш ме интересира, бидејќи јас сум го размислил, не ми е јасно, викам, како ќе се движат работиве. Па имајќи предвид дека и Кина има еден пандан на eBay, кој што е доста силен и популарен во Кина. Како се вика? На Tencent е фирмата која што го има произведено, Добро. Не се сеќам точно како беше името.
кои што ако се направи само една статистичка анализа каде е најголемиот потенцијал на електронска трговија, тоа е Азија и Пацификот. Меѓу кои Кина до 2016 година најверојатно ќе надмине САД во аспект на број на трансакции по индивидуалци. Така. Тоа значи дека тој концепт кој што eBay го имаше и други кои што го воведуваат ќе продолжи да функционира. И тука би апелирал до нашите граѓани предпазливо да не избрзуваат веднаш со купување преку eBay, ако не е од проверена продавница или проверен корисник. Таму има рангирање, има рейтинзи. Така, значи да се прочитаат и коментарите кои што други оставиле, дали пратката стигнала на време, дали пратката е иста како што беше на сликата, дали е со ист квалитет, затоа што има и доста злоупотреба. Има злоупотреба. Токму тоа беше едно од прашањата на еден гледач, како да се заштитиме од овие работи. Еве, вашиот совет е прилично добар. Значи, прво, сега отвараме сметка да не се улетуваме на eBay. Да најдеме рангирање, значи, ја не сум забележал, бидејќи нели не сум ни купувал, не сум го забележал тоа рангирање, но сум забележал, например, на Амазон има рангирање кај што добиваш тиклирање Prime. Тоа значи дека како продавач е веќе проверен, дека не знам, можеш да прочиташ таму колку веќе шипмента направил, колку трансакции се направени од таа продавница или од тој продавач, што значи и успешни трансакции, и дека он е доверба и он добива тој, како да кажам, ribbon track, дека е он. Да. И така човек може да се опушти дека таму која ќе купи нема да извиси. Но кај eBay, бидејќи има и поединци, кои прв пат се јавуваат, па може некој бара некој дел електронски редок, па ќе го најдеш фантастично ефтино, па ќе се залеташ, ќе го купиш, ќе му ги префрлиш парите, но таму првим парите се префрлуваат, па после доаѓа пратката. Јас кога живеев во Соединетите американски држави имав и своја продавница на eBay. Да? Така да сум продавал доста производи и тогаш добро го владеев системот, па откога сум во Македонија, ретко кога дотворам, чисто да видам само дали функционира се уште продавницата. Има многу начини. Ја води некој друг сега таму? Не, додека јас бев таму, тогаш ми беше како хоби. Особено кога студирав. Чекај, Иво, да те прашам. Буквално продаваше items, ти ги пакуваше, ги носеше у пошта, и сето тоа, дистрибуцијата, значи картонско пакување, сето тоа ти си го организираше. Сето тоа самостојно. Значи, де факто, вие сте воделе бизнис, мал сте си почнали, сте и отвориле. Да, на некој начин. И тоа можело и да се шири и така И натаму. тоа е на интересна информација, додека бев студент, секој лето од производите што ќе ги продадев, од профитот што го вадев, си купував карта за да Македонија. Тоа значи дека си вадел поише пари него сега што заработуваш како министер. Тоа сигурно. Тоа сигурно, Добро. Не, шала на страна, навистина треба да се биде предпазливо преку eBay, бидејќи јас сум имал и други ситуации каде што сум купил производ, но никогаш не стигнал до мене и тие пари ни на PayPal, ни преку PayPal не можев да ги докажем и си ги вратам назад. Тоа не беше мала сума. Значи купував лаптоп, корисен лаптоп, никогаш не стигна лаптопот, парите ги префрлив, немав осигурање купено. Значи има простор има и такво нешто. Да, и преку PayPal има простор да си купиш осигурање за ти гарантира. Тогаш пратката иди по посебен режим така. Со подпис. Па дури тогаш парите се земаат откако ќе го подигнеш робата. Да. Аха, така. Па верувате дека со месеци напред назад со PayPal и со корисникот никогаш ниту парите ми се врати, ниту пратката ми стигна. Значи секогаш има луѓе што ќе го злоупотребуваат системот. И од друга страна, еве од аспект на јас како продавница кој што имав на eBay, кога ја праќав пратката, имав корисници од другата страна, кои што непотребно се бунеа за квалитетот на пратката. За да ти постават негативен рейтинг, така. А со поставувањето негативен рейтинг, тогаш веќе и другите корисници кои што доаѓаат, ќе имаат сомнеш. Дали е легитимен, дали ќе те злоупотреби. А конкуренција сака да те елиминира. Да те елиминира. И после бараат некој друго и тоа сум попуштил. Знаете, во Америка стално крајниот корисник е стално во право. И сум пратил и нов производ, па вратете го стариот производ и тоа сум го правил. Но секако дека треба да биде предпазливо.
има повторно тие рейтинзи, рейтинзите ги прават самите купувачи. Ретко може да се постави систем каде што ајте молам постави ми позитивен рейтинг или да увикнеш другиот пријател да постави позитивен рейтинг. Сепак треба да има трансакција, може да се види таа трансакција за колкава сума била, кој производ бил купуван. Значи не може денес ако продаваме се автомобил, а претходно сум продавал таблетки и рейтингот кој што за таблетки е да важи истиот за автомобилот. Сепак корисникот треба да го отвори на eBay, да отвори историјата на тој продавач и да види што продавал и зашто добил позитивен рейтинг. Па после тоа да одлучи значи, дали... да ги чита коментарите. Јас тоа го препорачувам максимално. Особено благодарам, ова е голем совет за идните корисници што ќе користат. Што има друго, што треба да внимаваме, што треба да знаеме? Дали ние како држава ќе можеме да воведеме некои безбедностни системи или бидејќи ова приватна компанија едноставно како или како да заштитиме на пример од злоупотреба некои не знам, еве сега мангупи од овдека да крадат број, да крадат кредитни картички и така натаму и така натаму. Колку сме спремни, колку е тоа реална опасност? За нас овој период е многу значаен затоа што PayPal ја тестира и културата на нашите интернет купувачи. Доколку видат дека на мал број на трансакции има злоупотреба, постои добар процент дека ќе не блокираат за идни развои на нивните системи. Затоа ние сме спремни тука како држава, во соработка повторно со PayPal, доколку има и најмал сомнеш за злоупотреба, веднаш нашите институции да реагираат. Значи, мораме да подсетиме дека законите кои што важат во реалниот свет, важат и во виртуелниот свет. И тоа мора сите граѓани тоа да го знаат. Не значи дека ако злоупотребиш нешто преку интернет, дека нашето Министерство за внатрешни работи нема да те фати и после тоа судот да даде тоа што заслужуваш. Значи, порака до мангупите, кога ќе најдете на интернет, купите број од кредитна картичка од некој си Кајмански острови или од некого украдена или што ти ја знам и така натаму, имате добри шанси да ве фатат и сериозни последици да истрпите заради тоа, буквално како да сте обиле продавница и ве фатила полиција. Истиот закон. Истиот закон ќе ве закачи. PayPal има фантастични системи и тие предпазливо ги отворат нивните системи за држави. Тоа и во нивното соопштение го кажа и мене лично многу пати ми го кажале дека предпазливо ги бираат корисниците на PayPal и поради тоа ние ќе бидеме многу внимателни и ќе продолжиме да соработуваме со нив за да не се случи нешто непосакувано за Република Македонија од неколку поединци кои што најверојатно ќе се потрудат. Има стално оние кои што мислат дека се похрабри и се попаметни да најдат начин на рачка како да го искористат системот кој што PayPal го нуди во моментов. А особено кога ќе можеме да продаваме производи, тоаш ќе мораме навистина да бидеме многу внимателни. И токму таа е една од причините кои што PayPal првин дозволува да купувате и да префрлувате средства, а после тоа како втор чекор, од кога ќе бидат тие сигурни дека културата е развиена, дека ќе може да продаваат тие граѓани, тие корисници. Господин Ивановски, ќе направиме сега кратка пауза, ќе одиме со блок реклами, еднаш потоа се враќаме назад да го продолжиме разговорот. Министерот Иво Ивановски, министер за информатичко општество на владата на Република Македонија и повторно на истата функција и во новиот мандат, така министре? Така, утре ќе биде званичната. Утре е официјалното. Добро, ете. И честитки од моја страна, сосема заслужено, мислам дека сте прав човек на право место, иако не се сомневам дека има луѓе кои ја владеат, но вие успеавте да се наметнете со својата смиреност и со познавањето на материјата. Ја сум задоволен. Иако можеби од вас очекувам малце поагресивно, но тоа е мое лично. Можеби дипломатијата од не знам како е у вашата столица и од ваша перспектива, ја секогаш сум за малце поагресивен пристап. Но еве, конечно имаме една добра работа. Првото прашање во врска со PayPal што би го поставил, ќе го поставам прашањето на еден гледач. Ќе имаме ли ние корист од ова? Не збориме сега за продажбата, за која ќе се наметнеме подоцна, нели? Но,
ќе има ли некаква корист Македонија еве во овој период што ќе влезе во PayPal, во суштина? Па имајќи во предвид што отвора PayPal, каде што сите електронски продавници ширум светот на нашите граѓани ќе бидат достапни со користењето на PayPal, тоа значи ќе има голема конкуренција на цените на производите. Секој ќе треба да си направи математика дали ќе му вреди да купи нешто од Амазон со пратка, да стигне во Македонија, царина ДДВ, или ќе може исто да дојде да го купи во сите молови во некој друг шопинг центар. Интересно, да. Тоа е нешто што за почеток, како можност само да купуваш, е она што го нуди PayPal, односно она што го нуди електронска трговија. Второ е, има голем број на производи кои што не можеме да ги најдеме на пазарот во Македонија, а ги има на интернет. Тоа е дополнително нешто за кое што секој граѓанин, а има потреба од тоа, може да си дозволи да го купи, ќе може да го порача и тој истиот производ да стигне во Македонија. Ќе има поголема конкуренција, а со тоа се надеваме дека и ќе се раздвижи и пазарот и кај нас во Република Македонија за тоа. Ќе има ли работи за кои царината сигурно има некои услови што можеш да купиш, доколку можеш да купиш? Дали ќе може да се купува, да речеме, некој роба на големо, значи стока на големо? Поединци ние ќе купуваме, кој е ова, кој е она, кој е облека, кој козметика, кој не знам, работи што ни треба делови, автоделови, што ти ја знам. Има ли некакви ограничувања во тоа? Значи, рековте, до 25 евра не плаќаме ДДВ. До 40 евра не плаќаме 45. До која сума ние можеме вредност да купиме од Значи, интернет? за повеќе детали најдобро е да се обратат до Царинска управа, но генерално нашето законодавство е во чекор со законодавството од ЕУ. И сите оние измени што Царинска управа ги има направено во изминатив период, беа она што го бараше од нас Европска унија и тоа е направено. Ние продолжуваме да ги разгледаме можностите за да се зголеми таа бројка 45 евра на повисока сума, затоа што тоа го прават и останатите земји. А зошто ја спуштивме пред некоја година? Нивото го спуштивме. Не само што ја спуштивме, туку еве сега ги додадовме во вредноста на робата и транспортните трошоци. Малце ми е нелогично. Не знам колку е тоа во сообразност па со другите. Во најголем дел со земјите кои што се во регионот се поклопуваме. Но сепак јас ќе кажам дека ние постојано правиме анализа. Ако тогаш сме спуштили и гледаме дека е погрешен чекор, сега ќе видиме дали можеме да ги покачиме и дали тоа ќе биде правиот чекор. Мислам дека ние како влада тоа сме го докажале, дека кога правиме грешка, гледаме, го слушаме приватниот сектор, ги слушаме граѓаните и не се стравиме да се вратиме назад. Признавам, респект. И тоа ќе продолжиме да работиме така. Добро. Дали ќе треба да внимаваме што можеме да купуваме и што треба да купуваме? Не знам, прехрана, лекови. Сето тоа е регулирано со царината. Значи истото како Значи да се консултираме со царина. Да, исто и кога влегуваме и со наше возило или со автобус или со авион, истите пратки кои што смееме да ги увеземе, истиот закон важи и за електронска трговија. Што покажуваат статистиките со зданијата? Што купуваат македонците? Што им треба? Што бараат? Дресови фудбалски, тоа знае. Да, спортска опрема. Спортска опрема. Книги, браво. Книгите да се доста актуелни, но мислам дека тоа беше ограничување од аспект што PayPal претходно го неавме во Македонија. Затоа што од оние продавници кои што купуваа, кои што беа навикнати, сега можеме да видиме дека и со AliExpress, со Alibaba, многу повеќе се везови текстил. Од кожни ташни, од маички Селин, до ремени Hermes, до патики, сето тоа. Господин Ивановски, чекајте, па јас сум збунет, па нели Македонија и македонците гладуваат, па нели ние овде јад, беда и сиромаштија, па нели овдека немало пари за леп, па народов купува облека. Значи, извинете што сум малку ироничен, бидејќи обично ме бомбардираат квази новинарите од NGO-ата, соросоидни од опозицијата, кои нели зборат едно те исто со
со Луи Витон ташна на рамо, а зборат за глад во Македонија, така да ми е нонсенс. Драго ми е, искрено, драго ми е мене. Но, дали Македонија и македонското општество и македонската економија е добро да одлеваат пари? Пари ќе се одлеваат, милион, 2 милиона, 3. Не е тоа нешто страшно, ќе се зголемува, луѓето ќе си го користат како простор за шопинг, за задоволување на своите потреби. Но доаѓаме до клучната работа. Ние да продаваме. Ние имаме 2 онлайн продавници, ако не се лажам, кои добро функционираат на локално ниво. Пазар 3 и Реклама 5. Не знам што све не сум купил таму, бидејќи тоа е некоја рудиментирана верзија на eBay, Amazon. На eBay, со тоа што, имаме телефонски контакт, па личен е контактот и за плаќање и така натаму, не иде електронски, но како една берза за, не знам, автомобили, мебел и така натаму ми прилично помага. Може ли вакво нешто да ни значи нам, а прилично се користат овие сервиси, тоа ви е јасно, на луѓето им се многу практични, од услуги, ја не знам колку се мајстори најдов дома за поправка, струја, водово, 300 чуда, од таму си завршувам работа, не знам, за варсување и така натаму. Фантастично. Значи, онлайн ми буквално ми врши многу работа. Многу работа ми врши. Колку време по ваша проценка ќе чекаме ние додека ние почнеме да можеме да продаваме? Не знам, сакам јас, засадив годинава едно 15 стебленца домати, очекувам околу 100 килограми квалитет, кој нормално ќе го изедам, но ако ми текне да го продадам... Се регистрираш кој земјоделец, може би субвенции ги добиваш. Видиш, не сум размислил на тоа. Не, шала на страна. Ние како министерство се зборам, во 2012 година направивме еден оглас за 30 бизнис планови, било кој што ќе достави, дали било тоа предприемач, мало, средно предпријател или големо, за да им направиме функционална, целосно веб страница, електронска продавница со 50 производи. Ние како министерство плаќавме за тоа. После пролонгирање на рокот на конкурсот неколку пати и со директни средби со коморите, и тоа масите и Сојузна стопанска комора, успеавме едвај да добиеме 28 бизнис планови. И тоа беше на реклама, дека отвараме продавници, секој кој ќе достави. Од тие 28, 15 ги отворивме на почеток и имавме 13 кои што ги молевме луѓето да им ги сликаме продуктите за да им завршиме веб страницата, затоа што ние имавме договор. Значи се уште и тоа не се луѓе за подценување, значи успешни компании кои што феноменално функционираат на пазарот, но свеста за продавање преку интернет не е развиена кај менеджментот. И завршивме со тоа. Сега 2013 година имавме повторно конкурс за 30, добивме само 15 понуди. Но овој пат во конкурсот поставив една клаузула дека бараме 500 евра гаранција. Дека тој што ќе биде селектиран со бизнис план, дека ќе изврши својата задача за ние може да завршиме нашата и да имаме такви електронски продавници. Грешите у старт. Што да направиме? Знаеш што јас размислувам. Значи, барам ајтам научари. Сега ја треба да ја најдам страницата на продавницата која продава научари, па да идам кај нив да видам, а вие сте му помогнале да отвори, па да се одлучам за модел. Добро. Ама ја не сум баш сигурен, па сакам да видам и друга продавница. Значи, за помала работа ја сигурно поминувам 5 продавници. Ни треба обединување. Зошто Alibaba е интересен? Зошто eBay е интересен? Зошто Amazon е? Не е една продавница. Вие, по моје мислење, треба да направите нешто како што е пазар. 3. Значи, сите да доаѓаат на едно место топтан. Една огласна, македонска национална огласна табла за фирми и продавници. Бидејќи ја налетувам, не знам, има фирма која продава онлайн, овакво, онакво и така натаму. Ама раштркано е, ако ја тоа треба да го барам на нивните страни. Но ако имам една страна, македонски пазар, да речеме,
зборам на памет. Каде што нема да барам ја оптика Јанко, Да. туку барам наочари. Врп листа на Јасно, наочари. Сите 10 продавници на наочари. Ја да не гледам која продавница ми е. Дури која ќе се одлучам и која ќе платам, како што последниот фајтам што го купив од Амазон, ја појма немам од кого го купив, дури која отворив кутијата, видов која фирма се работи. Значи, мислам дека погрешно ги трошите парите, а овие не чувствуваат бидејќи нивните сајтови не се толку популарни. Овој сајт ако го направите, не знам, зборам сега као идеја. Добро. Ако го направите, ако го популаризирате, го оставите, дадете некому, не со многу субвенции, да му стиска за пари за да биде креативен, да биде креативен и да се развие, мислам дека тоа е она што треба. И тука да се обедини и фирми, и компании, и ајвар тегли да наоѓам, и печурки да наоѓам, и чорапи да наоѓам, и од, не знам, остружанка фротирки да купам, и да можам, не знам, делови за звучник да земам празни кути. Значи, сето она што да не морам да шетам од реклама 5 на Пазар 3, па ова, па она, бидејќи на реклама на Пазар 3 ја сега наоѓам некогаш готови производи ми ги нуди. Мислам дека тоа ни треба, нас еден локален eBay, нешто помеѓу eBay и Амазон. Така ја чувствувам. Апсолутно се согласувам, но јас сум против тоа да го прави државата. Да, треба некој приватно, во право сте. И тоа сме го дискутирале со сите овие претходно што ги дискутираме. Никој нема предприемачки дух да ова го изведе. Во право сте. Затоа ние сакаме пред да почнеме со повеќе продавници, па кога некој ќе го направи тој концепт, тие само да се спојат и да ги црпи информациите автоматски. Колку е тешко софтверски да ти развиеш еден ваков систем. Го гледам Амазон, се фасцинирам, го гледам овој Алибаба. Значи, ја ќе кликнам на еден ајтем, барам, не знам, еве, реков наочари, и доле наочари, дополнителни работи за наочари, кутии за наочари. Сето тоа интелигентно, се што има во базата, се ми го вади, ми го нуди доле во скрол. И тоа е фантастичен софтвер. Може ли некој тоа да го развие, да си дозволи во Македонија да развие нешто такво? И дали воопшто би се исплатило? Што мислите? Не знам, има ли проценки, има ли некои Мислам дека има простор за сличен таков шопинг центар, виртуелен шопинг центар, да постои во Македонија, особено за оние производи за кои што ние сме карактеристични, ги нема другите. Дали било тоа од вино, дали било тоа од ајвар, дали било некој од наши. Тука сме ние најмокни, бидејќи другите го немаат. И заради тоа јас настојувам сите овие години електронска трговија да заживее во Македонија. Зошто една продавница, не знам, во Кратово, во Ресен сум видел одлични производители на мед. Сум бил на посета. Одлично го кажеш. Тој може да го продава. Сакам од него мед, не можам да идам сега докај него. Нека ми го испрати по пошта, по автобус, по било што, некако. По курира кога сака да го испрати. Тоа да стигне да го купите. Да, одлична идеја. И после тоа вие можете да оставите и позитивна препорака за него, па да дојдам јас, па да видам дека да, Јанко остави позитивна, па Иво, па Петко, па Сакам од кај Перо Охридски цреши, баш од неговиот се шедувам, се смеам, или не знам, некоја фабрика, не, Дуки и Дасо, сега, кој ќе ја бара, ајде има од таму и така натаму. Има и ние имаме само капацитет, само добро, ајде. Ние направивме една од тие конкурси беше за сувенири. Охридска продавница handicrafts.mk. Да. Одлично функционира, продава низ целиот свет. Не продава само во Македонија. Tila.mk која што е текстилна од прилеп кој што произведува облека за деца, одлично функционира. А видиш, мене не ми стигнала на радар. Каде она функционира? Во свет? Мислам дека е Tila.mk кај нас си функционира, но може секој надвор да купи на таа, бидејќи таа веб страна беше токму така прилагодена. Како подобро функционира? Од каде има, ако имате сознание, дали надвор се продава или овде? Најповеќе во Македонија. Во Македонија. Значи она што јас го потрошувачите кои ги ја перцепираат. Да, кои ги посетив. Има доста и квалитетни производи. Но замисли, некој што купува 10 работа како мене, појма нема и му се појави у радар такво нешто. Не разбираш? Значи тоа е системот на да те навлече да купуваш повеќе.
Да ти И прво тоа да ти го прават. информира. Но мора да имаме тука и во предвид дека тие вас ве следат со сите ваши посети, прават историјата од вас И и после знаат ќе кој е отвориш вашиот YouTube вкус. и продолжува да се рекламира кај тебе. Апсолутно. Да, И да, ќе те отвориш следи. Google Mail и ќе тие тој реклами, ќе отвориш Facebook и за да ти Колку е исти скап и реклами. невозможен таков софтвер кај нас да се развие. Тој е доста скап и доста скап. тој софтвер не ни мора да се развие. Тој може да се купи, да се прилагоди за македонски производи. Имаме и софтвери такви од отворен код, од отворен формат само да се прилагоди, но некој треба да седне тоа да го направи. Не треба државата тука да... Не ние треба, треба да во помогнеме, правост. но не би сакал ние да бидеме собственик на Не, една не. таква одлична... Така, некој што може би ајде некој иницијално, ако му треба ете му, дајте му фотелја и еден компјутер ако е до толку, ама ако он чека од државата компјутер и фотелја, Да. тогаш подобро ич нека не се Апсолутно. нафаќа. Не е предприемач, бидејќи успешниот ништо не му треба. И токму и во тој дух, јас и на PayPal им препорачав да идентификуваме неколку продавници, барем да се почне да се пилотира со продажба на македонски производи преку PayPal. И ние како институции да Како стоиме за овие што ги гаранција. спомневте. Да, за да бидеме како А вие гаранција. гаранција да бидете на тие. На некој начин, да. Видиш интересно. И како реагираат они на Па тоа? се уште размислуваат и таква понуда не добиле до сега. Значи и за нив ова беше прва ваква понуда која што владата би застанала само да се промовираат македонски производи. Какви им се искуствата? Србија е веќе година дена, они исклучиво можат да купуваат, Нема информации какви се им искуствата во Србија. Мислам дека и не кај можат нив да продаваат. Исто. првите неколку месеци имаше огромен пораст на корисници. Па сега ќе видиме како ќе биде тој во Македонија. Може ли да се префрлаат средства од човек на човек? Да. Да, може. Значи, ја можам да ви префрлам од мојата PayPal сметка на вашата PayPal сметка без да користам ни банки, ни бутор, ни ништо. Она што го имам во мојот wallet. Да, јас секако морам картицата од мојата картица да префрлам пари на мојата сметка во PayPal, така? Да. И во PayPal јас имам сметка со одредена сума, нели? Само предпазливо бидејќи за некои трансакции PayPal зема процент. Так. Не сум сигурен дали точно беше за од корисник на корисник, мислам дека таа се уште е бесплатна или пак можеби беше на определена сума, но треба и тоа да биде предпазливо. И повторно, ќе кажам, PayPal има системи за да следи да не има случај на перење на пари. Бидејќи вие можете со кредитна картичка на Има PayPal, ограничување на суми? имат ограничување во зависност од земјата. И тие се по некои нивни стандарди кои што ги поставуваат. Како можеме да ги дознаеме кои се? Па треба да се обратам да видиме кои биле тие сумите. Дали се тоа 1500? Па можеби и нема да ги објават Знам на времето беа $1500 транзакција уште у времето на Југославија, над тоа веќе мораше други процедури идеа банките и така натаму. Да речеме нешто. Заклучок. PayPal влезе во Македонија. Предности, што треба да пазиме, што треба да знаеме, во она што го кажавме во неколку црти, значи како што потенциравте. На кратко, предпазливо, внимавајте каде купувате, направете први истражување од кого купувате, проверете референци, дали пратката стигнала, дали е квалитетна пратката и сите оние кои што можат да се дозволат да се купуваат, со среќа да има оно што ги купат и да се користат. Внимателно, драги мои, затоа што после никој не може да ви биде крив. Не може ни МВР да ве заштити, ни ништо. Не, виртуелно е. Има се и се што на светот, затоа ве молам, после да не биде офлеле, уживајте, направете го тоа што одамна сте сакале да го направите, купете го она што ви недостасувало толку многу и со среќа, пак ќе се слушаме. Благодарам господине министре за вашето гостување, драго ми беше, се надевам следното многу брзо ќе биде, кога ќе можеме да продаваме барем за 2, 3, 5 години, што е проценката? Не се Со знае. задоволство. Не се знае колку Не се знае, не се знае. Но ќе продолжиме континуирано да дискутираме со нив на највисоко ниво. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.